Почитувани гледачи, го следите новото издание на емисијата Профит. Безбедноста и здравието при работа се клучни фактори кои што влијаат во многу врз работењето на компаниите. На терен гледаме дека оваа сфера од година во година е многу посериозно сватена и од работодавачите и од работниците, а законската регулатива соодветно налага примена и почитување на законските одредби кои што значат поголема грижа и безбедност за здравието и позицијата на која што се наоѓа вработениот. Во многу сектори и во многу дејности од стопанството има уште многу простор за да се работи и да се унапредат состојбите поврзани со безбедноста и здравието при работа, а токму за овие теми и овие прашања ќе говориме со добро упатените во ова издание на емисијата Профит. Затоа ве поканувам да останете заедно со нас. Безбедноста на работа и здравието е мултидисциплинарно подрачје, односно склоп на техника, физика, медицина, организација, хемија и друго. Заштитата при работа, односно безбедноста и здравието при работа како збир на мерки, нормативи и стандарди, пропишани за создавање на безбедносни услови за работа, представуваат уставна категорија. Безбедноста и здравието при работа со нашата легислатива е конципирана како составен дел на организацијата на работата и на работниот процес и врз таа основа се обезбедува за секој работник и за секоја корисна работа, без оглед на видот и сложеноста на работата, што е во согласност со уставното начело за правото на секој вработен за заштита при работа. Правото за здравје и правото за безбедност на работа се универзални човекови и работни права. Безбедноста и здравието при работа се клучни фактори за да може успешно да се работи, а компаниите заедно со вработените да станат многу продуктивни, да работат непречено во секој работен процес, независно од дејноста, а од тука и да се има поголеми ефекти од аспект на профитабилноста и конкретните резултати на компаниите. Кога се говори за безбедноста и здравието при работа, особено низ годиниве, многу актуелна тема, но според експертите и оние кои што добро се упатени во оваа проблематика, има уште доволно простор да се работи и понатаму активно да се спроведуваат сите потребни активности за да може да се постигнат поголеми ефекти. Токму за овие состојби во емисијата Профит ќе говориме со добро упатените, а по тој повод го најавувам и мојот соговорник, господинот Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа. Господин Петковски, ве благодарам пред се што одвојувате време и да говориме за оваа сериозна тема пред се од аспект на компаниите, а уште повеќе од аспект на економска емисија во која што пред се е многу важно да испорачаме информации кои што и менаџерите и компаниите, работодавачите воедно ќе ги имаат како корисни, од тука и ќе ја препознаат дополнително важноста на оваа тема. Меѓутоа, еве да почнеме од можеби повеќе едукативниот дел, иако ќе се согласите и добро се знае можеби што се подразбира под безбедност и здравје при работа, сепак вашата дефиниција и она што е потребно да се знае како основна работа за безбедноста и здравјето при работа. Пред се благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Голема чест е во една така респектабилна емисија да се учествува и да се разговара за нешто што е од суштинско значење, но од друга страна некако јас го имам тоа чувство, субјективно чувство дека е премногу маргинализирана проблематика која секојдневно не тера да си го платиме цехот на нејзиното неспроведување. Безбедноста и здравјето при работа или заштитата при работа или уште поназад да го се вратиме, го вика хигиено-техничка заштита, но не е тоа. Во голема мера е многу едноставен пристап во избегнувањето на несреќите или поточно нанесувањето на штета како на себе си, така на вработените, така и на вашите соработници. Значи, доколку го немаме постулатот на превентивно, безбедно работење, каде што го чуваме здравјето, едноставно се изложуваме во ситуации каде што валутата со која плаќаме е нашето здравје, а кога таа е потрошена, едноставно имаме болен човек. Болниот човек не носи профит, болниот човек не носи дополнителна вредност, болниот човек има само една желба, да биде здрав.
Доколку сте доволно богати да се играте со тие основни законитости во природата, тогаш сте вие пребогат и оваа емисија не е за вас. Токму и во нашата намера да испорачаме дополнителни информации околу темата и од тука она што и вие го потврдувате како важна за да може да се работи многу подобро и компаниите да бидат профитабилни, а клучен е вработениот работникот во секоја дејност. Има ли специфики во разни дејности во однос на заштитата и безбедноста на здравјето при работа? И што би одвоиле вие, на пример? Секако. Мислам, глупо би било од моја страна да зборувам дека постои универзална заштита при работа, универзална безбедност и здраве при работа. Вие ако земете в предвид дека во еден производствен процес може да имате илјадници нокси кои може штетно да делуваат на вас, на вашиот живот, на вашето здравје, тогаш секако пристапот во превенирање на истите, значи илјадници методи како да се справиме со ризиците на работното место. Оно што генерално би сакало вдека да потенцирам во однос пред да преидеме во конкретните или суштината на безбедноста и здравјето при работа е дека едноставно ако зборуваме за безбедност и здравјето при работа мора да зборуваме за култура. Мора да зборуваме за начин на наше однесување превентивно по однос на одредени постапки. Јас уште пред да ја започнем емисијата ви посочив дека ние како професионалци од областта на безбедност и здравје при работа не ја гледаме како заштита само на вработените, да се разбереме. Ние го гледаме како една сферична заштита, значи и на капиталот, и на интересите на работодавачот, и на интересите на вработените, но секако пред се интересите на општеството. Ако ние имаме слаба алка, а јаки сме онолку колку што ни е јака најслабата алка, ако имаме слаби алки наоколу, ние всушност имаме повеќе проблеми него што имаме фокус на да произведуваме повеќе профит, да остваруваме повеќе профит. Ние секој пат ќе се наоѓаме како некои ученици кои стално паѓаат во одредено оделение и да ги повторуваме грешките кои не се случуваат во минатото. И за жал ми е да го кажам тоа, но Македонија е во повторувачкото оделение. Не заради тоа што ние немаме применето европски закон, не заради тоа што Македонија нема, ајде да речеме, еден позитивен, забележителен помак, поместување во подобрување на безбедноста и здравјето при работа. Не. Него ние не учиме на собствените грешки и често пати сега ќе се одвојам од безбедноста и здравјето при работа, ќе влезам во статистика, често пати имаме преку медиумите шанса да слушнеме за се случила несреќа. Ваму загинале еден, двајца, па не знам, паднал некој од скеле, па некој машината го поклопила, па тоа се човечки судбини. И вообичаено кога зборувам за човечки судбини сакам да не зборуваме за статистика за бројчиња кои треба некого да импресираат, него едноставно да зборуваме за човек кој го знаеме. Затоа што најчесто не би сакало ова да биде некоја си флоскула која цело време се повторува, но единствено кога ќе ја сватиме човечката димензија на несреќата на работа, ние можеме да пристапиме кон решавање на истата. Ако секој пат е тоа нешто што му се случува на некој друг, ако секој пат е тој некој непознаница XYZ, ние секој пат ќе го имаме истиот став до оној момент доека не дојде келнерот да ја наплати сметката на нашата маса. Тогаш е касно. Работникот е клучен фактор во процесот на извршување на работните задачи, а токму од неговата безбедност и од кондицијата во која што се наоѓа од неговата продуктивност и ефикасност на работното место, ќе зависи колку тој ќе може да даде на својата работна позиција, со што во многу ќе зависи како ќе работи и функционира една компанија. Особено кога се говори за производните процеси, каде што во тој процес многу е важно работникот да може непречено да ги извршува работните задачи, клучно е да се влијае и на добрата безбедност на работното место, како важен фактор за да може успешно да се изведе работната задача.
Работодавачите неодамна излегоа со став дека, анализирајќи ги состојбите од теренот, сметаат дека досегашната примена на законската регулатива во оваа област не ги дава посакуваните резултати, односно не го намалила бројот на повреди и несреќи на работните места, особено во земјоделството, градежништвото и преработувачката индустрија, каде бројот на повреди и несреќи е најголем. Истовремено, Законот за безбедност и здравје при работа предизвикува значителни финансиски импликации, особено за малите и микрофирми од услужните дејности, во кој често единствена опрема за работа се компјутерите и работните маси, а кои според обврските во законот се изедначени со големите индустријски капацитети, каде ризиците за повреди на работното место се значително поголеми. Според работодавачите неопходна е континуирана обука и усовршување на стручните лица за безбедност и здравје при работа во компаниите, како и примена на одредбите од директивите на Европската Унија за мерките за подобрување на безбедноста и здравјето при работа, особено оние што се однесуваат на дефинирањето на повредите при работа и начинот и временскиот рок за нивното пријавување. Рековме дека во секоја дејност логично е да има и специфики во однос на пристапот и безбедноста која што треба да се постави и да се одговори на законските барања. Можеме ли да одвоиме од аспект на онаа дејност каде што има најмногу простор, ајде да речем, да се подобриме или да се поправиме? Која од дејностите, од секторите во индустријата генерално или во дејностите кои што ги имаме во стопанството се уште дејности во кои што има простор за многу работа по ова прашање? Може ли вака да се договориме? Јас да ви набројам неколку професии, затоа што ќе сведам спротив себе си. Најчесто кога зборуваме, дури на конференции надвор кога се наѓам, се обидуваат да го поделат жени, мажи. Јас не, ја го гледам вработени, работодавач. Што е мојата поделба? Значи функцијата во процесот на производство. Може би сум така истрениран и така сум мојата диоптрија тие ги гледа контури, но еве, бидејќи спомнавте дека сакате конкретни работи, јас ќе набројам неколку, а вие извлечете констатации кои се најопасни или помалку опасни. Значи, според Законот за безбедност и здравје при работа, секоја професија во Република Македонија има ризик. Дури и кафе-куварката која работи, која вари кафе, има ризик да се попари со жешка вода, да биде, ако има оголена жица, да биде да ја удри струја, од друга страна дога го носи кафето да всушност скрши и се пресече така натаму. Но би рекол традиционално некако се подразбира дека градежништвото е она што всушност предничи. Пред да преминам на градежништво, ќе речам дека не е точно. Земјоделството во Република Македонија е тоа што највеќе ги убива македонските работници. Од неколку аспекти. Првиот аспект е користењето на механизација која нема техничка заштита. Просто е. Често пати во медиумите слушате како се превртел трактор, го поклопил возачот, го пригмечил, загинал на лице место. Едноставната заштита е на самиот тој трактор да се стави една решетка, поточно ролбар, да која ќе се сврти тракторот, да не го пригмечи него, него едноставно на таа решетка да биде и да може дури да испадне човекот, да не преживее. Втората работа е целата таа придружна механизација, каде што заради бројните вртливи елементи, како што се оние нели што ја растресуваат земјата, ја раситнуваат, сите тие се потенцијални ножеви кои всушност може било кој од вработените кои работи или работниците да настрада. Третиот елемент е ниското ниво на познавање на превентивни методи за елиминирање на ризици. Честото користење на пестициди. Честото користење на пестициди без било каква заштита. Значи, имате можност да видите, дури, јас се чудам како е возможно, дури телевизиите кога ги прават прилозите, ги прават баш буквално еве се работи, голем број на вработување, голем број на зголемени, нели, фамилии кои се определиле за земјоделство и ги гледате како луѓето пумпаат од тие пестицидите, прскаат наоколу без никаква маска, без никакви ракавици, кои сите тие штетни хемиски елементи се наменети да убијат одреден живот, нели, затоа се и пестициди. Тие секако си нанесуваат штета и на тој што ги користи.
Вториот елемент, сите тие кога се ставаат, да кажеме на одредено подрачје, дождот кој паѓа го носи доле целата таа хемикалија во подземните води, за на крајот на кревите, преку пумпа пиеме најчиста вода на светот. Другиот дел е, напомнав тука, е ниското ниво на превентива во смисол на континуирана проверка на здравјето на тие вработени. Ние може би сте слушнале за, и би требало да ги поминете, превентивните периодичните прегледи кои се случуваат во периодот 12, поточно 24 месеци. Значи каде што се следи здравјето на вработените. Третиот елемент е дека сепак да бидеме најасно дека голем број од тие луѓе чуваат и животни. Па значи, секое животно представува потенцијална биолошка опасност. Пред некое време беше алармот вклучен заради тие некои топчесто заболување кај животните. И така натаму, и така натаму. Значи, тоа е само еден сегмент кој сакам... Значи, еве го издвоивме земјоделството, може би. Одам сега на нешто поблиско. Значи, во градот дури што можеме да го видиме. Тоа е градожништвото. Работа на висина. Ниеден објект не се прави на точка нула, него секој се качува горе. Значи, ако почне да оди од први спрат, па доека стигне, еве го, сме горди на тие 40 спратови. Значи, човек дека стигне 40 спратови, кој ќе го помножите по 3, ќе видите отпрека, тоа е просекот. Не знам, како 120 метри дека треба висина да работи. Работа на висина, дека треба да биде обучен, да биде опремен за работа на висина. Вториот елемент, ниеден работник не доаѓа со пенкалце на маса, него сите тие доаѓаат, да кажеме, со длето, со чекан, со одредена количка за транспорт на материјал, значи сепак треба да манипулира со одредена тежина. И тоа не се случува само во одреден период од денот, него тоа е континуирано. Трета работа, не сме во затворена канцеларија, не сме во кондиционирани работни услови, него тоа работи на отворено. Ако ја посетите нашата страна, на mzzpr.org.mk, ќе видите дека таму имаме слики од работници кои ја употребија најголемата заштита на свет, а тоа е кога работеа на отворено сонце, ги соблекоа кошулите до половина и работат, се разбира, со голо тело. Колку се бројни апелите на докторите дека треба да се избегнува работа на отворено заради меланом, заради горење на кожата, заради потенцијални долгорочни штети кои секој од тие вработени може да ги предизвика на своето здравје. Но, едноставно, сведоци сме дека често пати, за да се завршат некои работи побрзо, за да се завршат некои работи во некој предвиден во канцеларија рок, се отстапува, значи се заборава на човечката димензија дека тој надвор што работи на плюс 40 всушност е исто како и нас. Само ја одзимаме оно што на почетокот ви го кажав, човечкиот елемент, а емпатијата ја множиме со нула, каде што го ставаме во заградата така наречениот профит, за да успееме ние на време сето тоа го завршиме. Често пати зборувам во ред, така и го започнав ова. Вие ќе произведете болен работник. Ама кој ќе произведете болен работник, дали тој ќе може да ви носи профит? Значи, многу продлабочено можеме да анализираме, но ајде малку порезимирано да одиме. Некако би сакала, господин Петковски, да ги ставиме во фокусот сега работниците и работодавачите. Каде се тука работодавачите? Еве споменавме барем две од сите дејности кои што може би се најзагрозени, ајде да речеме од аспект на исполнување на грижата за безбедноста и здравјето. Секако дека во сите дејности има такви случаи и мора да биде соодветна грижата на соодветно ниво.
Упатените велат дека и работниците, но и работодавачите треба и понатаму активно да работат и да ги препознаат придобивките од добрата грижа за здравието и за безбедноста на работното место. Иако многу е напреднато во оваа сфера, се уште треба сериозно да се пристапи во примената и во препознавањето на важноста на добрата безбедност и грижа за работата, односно за работното место и самиот работник кој што работи. Тоа ќе даде поголема шанса на компаниите да работат успешно. Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Во рамките на неговите обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при работа на вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства, односно да воведе такви заштитни мерки и да избере такви работни и производствени методи кои ќе го подобрат нивото на безбедност и здравјето при работа, а ќе се вклучат во сите дејности на работодавачот и на сите нивоа на организација. Обврските и работите на безбедноста и здравјето при работа, работодавачот може да ги довери на овластени правни или физички лица, ако тој не е во можност или нема соодветни стручни вработени и техничка опременост, таквите работи и обврски самостојно да ги извршува. Каде се, ајде да почнеме со работодавачите. Колку од она што е потребно да го исполнат на терен, го исполнуваат, каде се тука законите, значи малку вашата слика да ни ја прикажете во доменот на работодавачите, а подоцна ќе одиме пак и за работниците. А може ли јас да и уште еден пример да навлезам, да не биде, затоа што ако добро ве разбрав, ќе остане недоречено. Вие ги кажавте најризичните. Јас реков дека нема да ги кажам најризичните, него само ќе ги набројам. Администрацијата, државната администрација. Ако ги проверите, нели, пријавите, ќе видите дека најголем број од пријавите за повреди на работно место се случуваат во државната администрација. Тоа значи дека највеќе таму се случуваат или дека луѓето се наједуцирани да ги пријавуваат. Да, тука секако најголем број од истражувањата кои се случуваат од страна на лекарите по медицина на труд укажуваат на тоа дека најголем број од луѓето кои патат мускулно или кои имаат мускулно-скелетни заболувања се во администрација. Долгорочно тие се наоѓаат на одредено работно место каде што се подгрбавени, згрбавени, цело време работат, патат заради одредени своји нефизиолошки позиции на телото и на крајот доаѓаат во ситуација дека повеќе отсуствуваат од работа него што присуствуваат. Бидејќи ги спомнав и овие, нали испаднеше дека само оние најекстремните ги редам, и ова е екстремно самото по себе, затоа што го оптоварува буџетот на Република Македонија, би продолжил со работодавачите подоцна прашањето кое го поставивте. Ајде тргнеме со најголемиот работодавач, државата. Колку од институциите, значи колку од министерствата, колку од општините, колку од оние бројни државни предпријатија го имаат применето Законот за безбедност и здравје при работа. Или уште посмело да го поставам прашањето, дали председателот на Република Македонија има направено редовни периодични прегледи на работното место. Прашувам, не тврдам, да не се разбереме погрешно. Мислам дека покажувањето преку своите примери, председател, премиер, министер, сите тие останати, даваат јасен сигнал за тоа како треба да се однесуваат и вработените. Ако ние во државната администрација, тоа што јас и вие го финансираме, за да не ги завршуваат работите на нас, не за да ги вработиме, доаѓаат во ситуација да почитуваат одредени закони, значи нивото на спроведување на законите во Република Македонија ќе биде на соодветно ниво. Сега да не бидеме, нели, само кон едните, но и другите, сега да се префрлиме на приватниот сектор. Голем дел од работодавачите во, би рекол, македонските предпријатија, тежнеат кон тоа да законот им биде основа од која нема да мрднат. Значи, да цитирам еден од оние кои имав чест да ги запознам. Кажи што пишува во законот, тоа да го направиме и на крајот не ме интересира ништо друго, само да помине кај инспекција.
Но имате и други примери, например работодавачи кои всушност воведуваат дури и стандарди од типот на ОХСАС 18001, а тоа е стандард за континуирано управување тоа е стандард за управување со безбедноста и здравјето при работа на работното место, каде што воведуваат стандарди кои всушност знаат дека единствено задоволен и здрав вработен, кој е фокусиран на работата, а не на здравјето, може всушност да му донесе профит. И кога веќе го зборуваме ова, значи веќе наредив неколку елементи каде што возможно е во Република Македонија да се најде цела палета на типови на работодавачи. Кои доминираат? Јас би рекол македонските. Тие кои што велат, дај да видиме што кажува законот, минимално што треба само да пројде пред инспекција, заради тоа што повторно се навраќаме на менталитетот кој зборува дека ова е оставштина од социјализмот. Ова е нешто што всушност има за цел да му го загорча животот на работодавецот. Уште една давачка, уште една глупост која државата ќе ја измисли само за да не го направи животот пеколен. А не разбираат дека долгорочно, кога имате вие болна нација, значи имате оние кои произведуваат, имате оние кои носат профит. Ако вие ги всушност разболите, кој ќе го полни тогаш буџетот за тие да се лечат? Значи, основното прашање е како ние си ги поимаме сите овие социјални лостови во држава. Дали ние сметаме дека сме единка која заслужува целосно внимание или ние сваќаме дека сме дел од систем кој систем ќе функционира или нема да функционира заради нас самите. И ако е возможно, понатаму да продолжам со делот на статистиката која ние ја водиме овдека во МЗЗПР, укажува, бидејќи ме прашавте кои се од работодавачите. Нас не се случува, чисто и да кажам од кај ги влечам податоците. Значи, секоја година, на 28 април, тоа е Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, ние објавуваме извештај во кој го нотираме или ги нотираме сите несреќи на работа, сите повреди со потежок карактер на работното место, и врз основа на тоа се обидуваме да укажеме на администрацијата во земјата, на раководството во земјата, на надлежните. Сликата, значи да се... Какви ни се трендовите? Фактите се поразувачки. Значи нас во Република Македонија еден гине неделно на работното место. Ако имаме 52 недели, имаме некаде 40 на 43 смртни случаи, кои всушност ние ги прибираме од објавите кои се јавно достапни преку медиумите. Воедно, во извештајот кој го подготвуваме, ние ги консултираме и надлежните институции, од типот на Министерство за труд и социјална политика, Државниот трудов инспекторат, Институтот за јавно здравје, понатаму Институтот за медицина на труд, делот на осигурителните друштва и така натаму, Бирото за статистика, затоа што се обидуваме да направиме еден извештај кој ќе отсликува ситуацијата во Македонија, а сето тоа го правиме не со намера да представиме дека некој е лош или добар, него едноставно се надеваме дека ќе ги поттикнеме оние кои се надлежни во земјата да всушност почнат тие да прават такви извештаи, кои всушност ќе бидат најрелевантните во однос на осликувањето на состојбата во Република Македонија со несреќите на работното место. И кога зборувам за 40 луѓе, јас само би потенцирал дека споредбата кога ја правиме со другите земји, значи од типот на северноевропските земји, нордиските земји, земјите кои припаѓаат на таа така наречена Централна Европа, Германија, Франција и така натаму, ние всушност ја зазимаме афричката листа. Значи, многу поблиски сме до земји кои немаат развиен систем за безбедност и здравје при работа, отколку што сме блиску, да кажеме, до развиените земји. За да ја појаснам оваа цела слика, најчесто правам споредба со нашите патишта. Не, може ми имаме патишта, на често пати сакаме да ги возиме со европски автомобили и што е возможно поскапи да бидат
но сепак дупките се наши. Тоа е и нашиот систем за безбедност и здравје при работа. Секоја таква дупка, секоја таква кривина која всушност е ризик, доведува до истите оние несреќи кои се случуваат и на работното место, но и во сообраќајот. Кога зборувам за сообраќајот, тоа е уште една од поразличните професии во Република Македонија која никој не евидентира дека всушност луѓе гинат на работните места таму. Често пати зборуваат за тоа дека полицијата излегла на лице место, но забораваат дека возачката кабина е всушност работното место на човекот кој загинал на работното место. Работодавачот мора на секој вработен да му обезбеди соодветни обуки за безбедност и здравје при работа, при вработување во случај на преместување на ново работно место, во случај на воведување на нова технологија или нови средства за работа и во случај на секоја измена на работниот процес која може да го промени нивото на безбедност и здравје при работа. Обуката за безбедност и здравје при работа мора да се прилагоди кон спецификите на работното место и мора да се изведе во согласно со програмата која мора да биде ажурирана и изменета во поглед на новите облици и видови на опасност. Теоретските и практичните обуки за безбедно извршување на работата се спроведуваат во работно време кај работодавачот или на друго место.